Здраво, драги мои. Добродојавте во уште еден лайв. Денеска сакам да си земам време за овај лайв и да зборувам на една многу важна тема. Од многу аспекти сакам да ја видам оваа тема и да ви објаснам колку само е важно, суштински важно, како сме пораснале, кои сме биле низ годините и како тоа го афектирало тоа што сме денес и како се чувствуваме. Моментално работам на два проекти. Едниот проект е поврзан со финансии, затоа што сум гостин на една програма заедно со Сања Трајковски, која во Даблин е финансиски консултант. И со неа работам на програмата за финансии, која ќе започне на 22 април, каде што можете да замислите како еден предмет во школа, што требаше да го имаме кога бевме во основно училиште. Односно, тоа ќе биде програм за основите на финансиите, како да ги гледаме финансиите, кои програми се ги имаме за парите, како да правиме буџетирање, како да носиме одлуки и така натаму. Значи, сето тоа ќе биде обработено. Една основна цел е да како да бидеме финансиски послободни и да имаме повеќе едукација во однос на парите, што е еден од главните причини зошто луѓето денес имаат стрес, а тоа е затоа што немаат финансиска писменост. Тоа е едно што ќе го правам. За ова можете, ако сакате да се пријавите, спратете ми порака во приватна порака, затоа што не го објавувам на овај профил, не објавувам оваа програма. Вториот проект што го работам е посветен на траума. Интензивно работам на ова затоа што дојдов до заклучок дека многу луѓе мислат дека треба да се случи некој трауматичен настан како овој што се случи сега во Македонија, дека треба да се случи нешто големо, развод, да ни изгоре нешто, куќата, домот, да го изгубиме домот, или смрт на блиска личност, или нешто големо, некоја болест, за да се случи траума. Ова сакам да го потенцирам затоа што многу научници кажуваат дека посебно и сега ја истражувам повторно книгата на Габор Мате, каде што зборува дека нашето тело и како ние одговараме на животот, односно доколку ние не кажеме не на некои ситуации кои ни сметаат во животот, нашето тело ќе каже за нас и како нашето ментално здравје го афектира нашето физичко здравје. Сега сакам да објаснам дека тука исто тој потенцира дека многу малку се занемарува тоа што тие секојдневни стресови што ги имаме ние во секојдневието и како да не се ништо и како да не се некој голем фактор, а всушност тие се главниот фактор за тоа како ние понатаму се чувствуваме во животот, какво здравје имаме и во кој правец одиме. Тие секојдневни стресови што ние ги сваќаме како да, тоа е нормално, секој тоа го има, па што да правиме сега. Всушност, сакам јас да му посветам внимание на тие стресови, дека тие секојдневни предизвици што ги имаме не се створиле во вакуум. Тие дошле од некаде. И како инспирирана за овај лайф сум денеска од мојата клиентка која имав пред час и половина, со која разговаравме и сакам да ја споменам затоа што таа е прототип на клиентки кои ги има моментално, а тоа е има една драматична ситуација, еден огромен конфликт со мајката, односно се чувствува во односот на мајката дека не е видена, не е слушната и дека не вреди. Во сите други односи кои се надвор од семејството, таа се чувствува автентична, своја, а во односот со мајката и со блиските луѓе не го чувствува тоа. Каде настанува проблемот? Проблемот настанува што незината мајка има големо чувство на недоволност, која таа го превзела од неа. И
поради тоа што незината мајка постојано се чувствува недоволно, тоа го проецира на неа и се очекува од неа постојано нешто да прави само да ја докаже незината вредност. И ова не е прв случај, ова е една од многу случаи што сум го имала досега со работата со клиентите, каде што родителот несвесно ја наметнува таа улога на жртва и детето треба да ги задоволи потребите на родителот, со тоа што ќе се менува, а нема да остане автентично. Тука сакам да го спомнам и филмот кој направи огромен бум моментално. Тоа е филмот Адолесцент на Netflix, каде што 4 серии, момче од 13 годишна возраст уби девојче на негова врсничка во школото. Ова момче е интересно што потекнува од нормално семејство, напротив, посветени родители кои се жртвувале и така натаму, но во себе чувствува огромна емоција на недоволност и дека е немојкно и дека не е видено во право светло, дека не е автентично, дека не знам треба што да направи за да се чувствува видено. А тој тоа го почувствувал од татко му, иако татко му сите акции што ги правил добро намерно, го носил на активности каде што смета дека треба да го носи, но сето тоа било неслушање на потребите на детето и занемарување и негирање, што довело до ситуација да ова дете нема емоционална интелигенција, да не се сака и вреднува себе си и да тоа премине понатаму со помош на социјалните медиуми да премине во едно насилство и убиство. И ова го потенцирам затоа што кога зборувам за траума, често ќе ми кажат моите клиенти или луѓето што ме слушаат, јас не сум имал некоја голема траума од детството, а кога ќе анализираме каква била домашната ситуација и како тој или таа се чувствувале дома, често и тоа доаѓа до таа траума. Затоа што е траума? Траума не е негативен настан што ни се случил, него како ние сме го доживеале тој настан. Затоа што еден настан за една личност може да биде трагичен, може да биде поразителен и да остави ефект на цел живот, а за друга личност може да биде само една фаза или проминлива емоција на која повеќе нема да се сеќаваме. Од што зависи кој како ќе го перцепира? Зависи од поддршката која има во тој момент. Пред неколку дена го слушав интервјуто на подкастот на Мел Робинс со Габор Мате, каде што таа ја споделува незината приказна дека имала обица силување од едно момче и тоа не го кажала на никого со години. И Габор Мате ја прашува, а зошто? И таа кажува затоа што не се чувствував сигурна да му кажам на родителите, да не ги секирам, не можев да им верувам и така натаму. И тој ја објасна дека тоа е всушност тоа што се случило. Тоа што таа не можела да се обрати на никого, тоа го направила настанот травматичен, не самиот настан. И ова треба да го имаме на ум, дека нивото на поддршка што го имаме го дефинира тоа дали нештото ќе ни биде травматично. И затоа јас апелирам во овие ситуации после трагичниот настан што се случи во Македонија да луѓето си побараат поддршка, посебно од стручни лица кои ќе можат да ги видат и вреднуваат нивните емоции и да му најдат право значење или права фиока на истите. Затоа што тоа што сме сами во дадена ситуација чувствуваме немој, го интензивира чувството на траума, односно го прави самиот настан травматичен и тој остава не само емотивни, ментални, него и физички последици по нашето здравје. Така ви препорачувам да размислите не само како родител, него и како дете во оваа позиција да сватите што било занемарено кај вас, кои емоции биле потиснати, што вашите родители не виделе, што би било непотребно. Јас имам една вежба што им ја давам на моите
клиенти во делот кога го лекуваме детето во нас и ги прашувам која е таа реченица што би сакале да ја слушнете повторно ако сте дете од вашите родители. И често кажуваат дека ти верувам, ти си прекрасно дете, ти можеш, ние сме срекни поради тебе и така натаму. Значи, тоа се некои зборови кои повторно ги повторуваат тие деца во нив и го освестуваме тој момент дека можеби родителите немале капацитет и немале знаење да се справат и да го насочат детето, но денес веќе не се тие одговорни, денес сме ние одговорни за нас. И да, сме имале травма или травматичен настан, ама денес сме ние тие што треба да се справиме со тој настан внатре во нас или со тој конфликт. И затоа тука е феноменално кога ќе настапи хипнозата, каде што, како и ова моја клиентка, многу брзо свати дека незината мајка не би се чувствувала недоволно, па затоа таа го презела тоа од неа, но тоа не е таа. Дека таа е сосема друга личност и дека не треба да биде во трка да и се допаѓа постојано да прави нешто само за да и се допадне на незината мајка. И како да го прекине тој циклус, исто тоа го работевме денеска на сесијата, дека таа треба да го освести секој момент, секоја комуникација и да изгради јасни граници со незината мајка, затоа што таа се уште ја третира како дете и се однесува, ја навредува можеби како дете, незиниот однос делува од детето внатре во неа. И за да го надмине сето тоа, за да го надрасне, таа треба да настапи како зрела, самостална личност, која нема потреба да се допаѓа на незината мајка, што во исто време е многу тежок процес, но со овие алатки на секојдневно освестување и преиспитување, анализа на самата ситуација, доаѓаме и до заклучок дека окей, ова не сум јас, ова е образец научен од детството и сега го менувам и сега правам други избори, поставувам силни граници, докажувам не само на мојата мајка, него и сама себе дека можам, дека сум возрасна, дека можам да се заложам за мене, дека вредам и така натаму. И сето ова е многу важно да го знаеме затоа што не треба да чекаме голем настан да не раздрма, за да можеме да си помогнеме себе си. Треба да сватиме дека сите овие секојдневни стресови, сите овие секојдневни тригери што ги дугмиња што ни се притиснуваат, имаат жариште на кое треба да работиме. И доколку тоа не го освестиме навремено, може да премине во деструктивни односи, разведување, во да го пренесеме тоа генерацијски на децата, во болести и така натаму. Што може да почнало од само еден несвесен родител кој не знал да ни покаже на прав начин дека ние вредиме. И тоа го влечиме со нас, се поистоветуваме со таа улога во секој образец, на работно место, меѓу пријателите, меѓу колегите, со децата, со партнерот и така натаму. Наместо само да го прекинеме тој циклус и го освестиме тоа, чекај, јас доволно вредам. Како ова моја клиентка од денес таа ми вика, јас знам колку вредам и кога излезам надвор меѓу луѓето сум толку самоуверена, толку имам јасни граници. Луѓето ме обожаваат, во мој круг сакаат да бидат, ама дома го немам тоа. Затоа што дома кога ќе застане до незината мајка, таа е малото дете внатре во неа, наместо таа автентична личност која се изградила надвор од незиниот дом. И често сме го изградиле тој механизам за да припаѓаме, за да се почувствуваме видени и сакани, но повеќе не е потребно. И да, на секого ни годи да ни кажат дека браво, прекрасно правиш или горцо на тебе и сето тоа, ама не секој родител или секоја личност го има тој капацитет да го сподели со нас. Така да не треба цел живот да го чекаме тоа, него треба сами себе да си го дадеме и да тргнеме напред сами со себе, а верувајте, тоа станува многу полесно и полесно. Од самиот момент кога ќе го научиме овој образец или ќе научиме како, сето тоа станува толку многу лесно да веќе учиме дека немаме ни потреба да не потврдат. Едноставно, толку знаеме колку сме доволни, толку знаеме што се имаме постигнато или што се можеме да постигнеме, да нивното браво веќе не носи некоја екстремна радост, а
сме го сакали, сме го очекувале многу години уназад. И тогаш се случува парадоксот дека тогаш добиваме многу повеќе браво, затоа што веќе ние вибрираме како самоуверена личност. Настапуваме, нашиот збор е тежок, има тежина, си веруваме сами себе и така натаму. Нешто што знам дека дефинитивно помогнало многу со хипнозата е освестување на овие образци. Дефинитивно знам дека помогнало кај многу и кај мене да освестам што не сум јас, а што сум јас. Затоа што кога сме деца често се поистоветуваме со сликата што родителите имаат за нас наместо со нашето автентично јас. И моментот со хипнозата е онај момент на разделување каде што во тој момент се отвара цветот и се гледа таа внатрешност, таа автентичност и можеш да видиш, чекај, ова е тоа што јас цел живот бев, само беше маскирано, можеби со нивното незадоволство, со околностите, со се што ми се случуваше во животот. И затоа и го потенцирав овој филм Адолесцент, кој од срце ви препорачувам да го гледате. Кога некој би почнал да го гледа без да го анализира, би сватил, колку досаден филм, колку ништо не се случува, но кога ќе почнете да ги анализирате личностите, кога ќе го направите тоа од една психолошка страна, ќе сватите дека тоа сме сите ние и дека не треба да ни се случи голем настан за да имаме траума, да имаме трага на нас, него тие мали секојдневни омаловажувања, чувство на невредност, чувство дека ево пак не успевам, пак не ме бива, остава и те како голема трага и тоа се само таложи, што е многу поголем фактор и тоа го имаат и докажано во психонеуро ендокринологијата како правец, каде што кажува дека не сме само ум, него ние сме и ум, и тело, и хормонално, и се натаму што се случува, и сите стресни фактори што ги имаме делуваат на тоа кој ќе бидеме понатаму. И дека на долг рок, доколку редовно имаме такво малтретирање сами со себе, ево пак не можам, ево пак не успеав, ево нема да биде добро, ево во со тие стравови и така натаму, тоа може да има поголем ефект на нас, него еден голем травматичен настан. Доколку се соочувате со нешто вакво, слободно обратете ми се. За месец април имам уште едно слободно место за хипноза. Се друго ќе биде префрлено за мај и јуни. Тоа е 6-неделна терапија со 4 сесии од по 2 часа и час и половина, 2 хипнози и 2 коучинг сесии со хипнотички снимки, многу вежби, интензивна работа, каде што еден процес низ кој ќе се оголите, еден процес низ кој ќе сватите, ова сум јас, се друго ми беше наметнато и чисти ќе трните напред во поставување на нови цели, каде што тоа нормално ќе работиме заедно, сегментирање на животот, каде сакам да бидам и без причина и повода требаме да му се одападнеме на некого, да трнеме напред во тоа кои сме ние на вистина, со сите наши предности, со сите наши таленти, со сите наши дарби, да ги освестиме, да ги видиме и да направиме нешто за нас. Доколку ова е нешто за вас, само пополнете го прашалникот во линкот во описот за индивидуални сесии. Ќе имаме една бесплатна 20-минутна коучинг сесија каде што ќе ви објаснам што се случува на самата терапија и ќе видите дали тоа е за вас. Доколку имате интерес за ова другата програма со финанси, кој ќе биде на англиски јазик, како што ви кажав на почетокот, испратете ми приватна порака, па ќе ви дадам повеќе информации за тоа. Ќе го оставам овој лайв да го преслушате, да можеби ќе се пронајдат многу од вас, па тука сум да ви помогнам и да си побарате помош, затоа што, како што кажав, траумата настанува во оној момент кога мислиме дека сме сами. Ви посакувам убав ден и се гледаме на друг лайв.